Почитувани гледачи, ова е светот денес на Тера. Еве што ќе гледате. Прелиминарните резултати готови. Од 200 мостри позитивни 2 на листерија. Маскирани разбойници ограбиле 2 бензински пумпи, едната во Ресен. Промоција на Крушево преку серија културни активности. Хамас не даде на објави прекин на огнот. 2 мостри биле позитивни на листерија, покажуваат првичните резултати од анализите на близу 200 мостри за утврдување на присуството на оваа бактерија во храната, соопшти денеска Агенцијата за храна и ветеринарство. Инаку заболениот тетовец од листерија одгледувал домашни животни. До досна синоќа траеше координираната акција на Агенцијата за храна и ветеринарство со Центарот за јавно здравје во Тетово, спроведена во Тетово и Тетовско по последниот потврден случај за листерија таму. Беа земени брисеви од работни површини и мостри од месо и месни подготовки од објекти во кои заболениот претходно купувал па ги конзумирал. Земени се примероци од крв за испитување на листерија, сурово млеко за испитување на домашните животни, кои ги одгледува заболениот тетовец. Земени се и примероци од урде и од локалните малопродажни објекти од околината на Тетово вилат од Државната ветеринарна инспекција. Центарот за јавно здравје во Тетово ја следи состојбата и се вршат епидемиолошки истражувања. Екипите се на терен и веднаш се известува Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје, велат од Центарот за јавно здравје во Тетово. Маскирани разбойници ограбиле 2 бензински пумпи, едната во Ресен. Маскирани разбойници ограбиле 2 бензински пумпи, од кои едната во Ресен. 2 бензински пумпи, една во Скопски Чаир и една во Ресен. Ноќеска биле цел на разбойници, соопшти од Министерството за внатрешни работи. Едното разбойништво се случило на бензинска пумпа во Ресен, лоцирана на патот на излезот кон Битола. Непознато лице, маскирано и вооружено со пиштол, влегло во просторијата и со рачката од пиштолот го удрил вработениот, пошто му одзел околу 80.000 денари и го напуштил местото на настанот. Во Скопската населба Чаир, двајца маскирани вооружени разбойници исто така ограбиле бензинска пумпа, од каде одзеле 70.000 денари. Полицијата презема мерки за расчистување на двата случаи. Промоција на Крушево преку серија културни активности. За прв пат во Македонија се собраа институции од различен бекграунд, значи имаме странски донатор USAID, ја имаме Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот во Република Македонија, Карајна корпорација, странска компанија и се разбира Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион заедно со општина Крушево и практично го креира овој модел на представување на нашите неоткриени потенцијали во Пелагонискиот регион. Застанавме толку институции само со една единствена цел да покажеме дека Крушево има што да покаже и што во него да се живее 365 дена. Крушево не е само Зилинден, е многу повеќе од тоа. Трите аспекти на авантуристичкиот туризам, култура, природа и авантура, ги имаме токму на ова место и мислам дека денес сите посетители има можност сето тоа да го вкусат, да го чујат и да го видат. Кон крајот на месец август, почетокот на септември, повторно со истите партнери ги носиме АТА, тоа е Светска асоцијација на авантуристички туризам, кои што ќе донесат 25 туроператори и светски новинари и кои ќе имаат за цел на прошетка низ Македонија со особен интерес за Пелагонискиот регион, да ги мапираат сите дестинации кои што можат понатаму да ги продаваат како дестинации за авантуристички туризам. Убедени сме дека тоа го поседуваме, денес тоа и го покажавме и можам само на крај да завршам со тоа дека секогаш имаме можност да откриваме нови и нови дестинации во нашата преубава земја, а денес е денот да го откриеме Крушево. Очекуваме овој настан да придонесе за представување на Крушево пред бројните домашни и странски туристи, пред бројните туроператори во едно најубаво светло како што Крушево навистина заслужува, да го запознаеме и да го откриеме Крушево, вистинскиот бисер балкански, едно орловско гнездо кое вреди да се запознае и да се открие единствено со преку небеските височини со параглидеристите, да се придонесе за откривање на неговата чиста, недопрена, дива природа, било преку пешачење, било преку прошетка со коњи, било со патување со жичарницата, до скијачките терени и до планинските врвови, да придонесе за откривање на традиционалната крушевска органска храна,
да придонесе за промовирање на бројните културно-историски споменици во градот. Крушево представува еден град музеј, сцена на отворено, еден спој на минатото, сегашноста и иднината. Еве што ќе гледате во продолжение на вестите. Продолжениот викенд ги врати туристите во Охрид, преспа полна. За ова по кратката пауза. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали ја поддржувате уставната измена со која се дефинира бракот исклучиво како заедница меѓу маж и жена? Да, не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Продолжениот викенд ги врати туристите во Охрид, преспа полна. Стравувањата дека оваа туристичка сезона ќе биде загубена за Охрид малку попуштија со продолжениот празничен викенд, кој на Охрид како да му ја врати душата и да го врати во својот препознатлив елемент враќајќи ги туристите. Вчера времето беше стабилно, а посиноќешниот дожд и денеска е сончево и пријатно за прошетки, сончење и капење по бројните охридски плажи. Живнаа плажите, а синоќа шеталиштето беше полно со народ, кафулињата и рестораните исто така. Одлична е посетеноста и на бројните културни настани. Синоќа беше полно големото гледалиште на Античкиот театар. Повеќе илјадна публика од земјата и странство уживаше во концертот на хрватската мегазвезда Максим Мрвица. А во меѓувреме Преспанското езеро летово како да нема никаков проблем со бројот на туристите. Плажите се преполни, а цените, како што коментираат туристите, се достапни. Сето тоа влијае Преспа да го враќа својот сјај. Се зголемува бројот на зависници од комар на Балканот, но и во Европа. Според проценките, 1 до 2% се зависници. Во Хрватска најмногу зависници има во обложувалниците, а потоа следат автоматите па рулетот, додека во Европа на прво место е зависноста од автоматите. Потоа следат спортските обложувалници и рулетот. Тие прават 1/3 од прометот во обложувалниците и казината. Интересен е податокот дека секој втор жител во Хрватска постар од 15 години е вклучен во некаква лотарија, а секој трет во наградни игри поврзани со купување на одредени производи кои носат добивка или со купување во одредени продавници. Секој седми во општата популација се обложува, а најмногу се купува лото. Лекарите велат дека најголем ризик за развој на зависноста од комар се појавува на возраст од 18 до 25 години, а проблемите поврзани со комарот врвот го достигнуваат од 20 до 35 година. Спротивно на очекувањата дека повеќе се обложуваат или коцкаат тие кои имаат повеќе пари. Статистиката покажува дека се коцкаат сите општествени слоеви. Општеството и натаму има висока толеранција кон коцкањето и коцкарите, поради тоа превентивата прилично е нефункционална. Причина за тоа веројатно е и тоа што многу коцкари се функционални, а тоа значи дека работат, имаат семејства, а околината не ги перципира како зависници. Сега да видиме што донесуваат светските вести. Хамас ненадејно објави прекин на огнот. И за други светски случувања по кратката пауза. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел, Свето денес, ритамот на градот, Спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Украинските бунтовници не дозволија пристап на полицијата до местото на несреќата каде беше срушен малезискиот авион. Хамас ненадејно објави прекин на огнот. Палестинското исламистичко движење Хамас прогласи ново 24-часовно примирие со почеток во 14 часот по локално време. Во договор со Обединетите нации поради положбата на нашиот народ, како и заради Рамазан Бајрам, спротивставените групи се согласија да поддржат 24-часовно хуманитарно примирие, кое почнува денеска во 14 часот, изјави портпаролот на Хамас Само Абу Зухри. Израел претходно најави 24-часовно примирие, но потоа го прекина и ја обнови офанзива
ппловидбата поради ракетни напади од појасот Газа кон израелска територија. Хамас го одби првишниот предлог за прекин на огнот, условувајќи го Израел најпрво да ја повлече војската, но набрзо по обновената израелска офанзива, лидерите на Хамас се предомислија и прогласија хуманитарно примирие. Од утринава биле испалени нови ракети од појасот Газа кон израелската противракетна одбрана ги онеспособила над градовите Аштон и Ашкелон. На тоа израелската армија одговори со предвремен прекин на сопственото еднострано примирие и ги продолжи нападите од воздух, море и копно. Израелските војници ќе продолжат со уништување на тунелскиот систем во палестинските области, изјави армискиот портпарол. Кратко по најавата за прекин на примирието во Газа и во источниот дел од појасот Газа повторно се слушаат експлозии. Од палестински извори се тврди дека во најновите израелски бомбардирања има најмалку 3 загинати. Израел го обвинува Хамас за планиран напад врз израелски цивили преку тунел во граничната област. Израелската тајна служба, како што потврди министерот задолжен за неа Јувал Стајниц, има сознанија за планиран напад за време на еврејскиот новогодишен празник во септември. Хамас наводно имал намера истовремено да испрати стотици вооружени борци на израелска територија со задача да убијат што е можно повеќе луѓе или да ги грабнат и пренесат во појасот Газа. Информациите кои не можат да бидат проневерени од неизвестен извор наводно се базирале врз изјави од членови на Хамас уапсени во израелската воена операција во појасот Газа. Од нејзиниот почеток израелската армија откри и уништи повеќе подземни тунели кои од палестинска водат на израелска територија. На притисок на американскиот министер за надворешни работи Џон Кери и генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, кои посредуваат во конфликтот, Израел и Хамас вчера се согласија на 24 часовна пауза во воените дејства, кои требаше да бидат продолжени на уште 4 часа, за да можат луѓето во појасот Газа да ги обноват своите залихи со храна, лекови и вода за пиење. Холандските и австралиските невооружени полицајци кои пристигнаа во Украина денеска не отидоа на местото на несреќата на малезискиот авион, бидејќи во регионот продолжуваат битките. Не можеме да преземеме ризик, состојбата на патот кон местото и самото место не е за невооружена наблюдувачка мисија, изјави Александар Хак, представник на Организацијата за безбедност и соработка во Европа. Тој истакна дека експертите ќе се обидат утре да отидат на местото, каде на 17 јули се урна малезискиот авион со 298 патници и членови на екипажот. Претходно кабинетот на малезискиот премиер Наџиб Разак соопшти дека малезиските власти постигнале договор со проруските сили во источна Украина на полицајците од повеќе држави да им се овозможи пристап до местото на падот на авионот. Во соопштението се истакнува дека на полицајците ќе им биде дозволено да влезат во конфликтното подрачје во источна Украина за да обезбедат заштита на меѓународните експерти за истрагата за падот на авионот. Лидерот на самопрогласената Донецка народна република Александар Бородај утрово се согласил да го прифати доаѓањето на меѓународните полицајци. Длабоко сум загрижен бидејќи меѓународните истражители не можеа на соодветен начин да го истражат местото на несреќата поради несигурната безбедносна ситуација на тоа подрачје, посочи Раџак. Бродот во распаѓање Коста Конгордија денеска влезе во пристаништето на италијанскиот град Џенова. Со ова заврши последното патување на крузерот кој пред 2,5 години имаше несреќа пред островот Джилио. Некогашниот луксузен брод, а денес руина во распаѓање, беше влечен од повеќе бродови од средата откако го напушти брегот на островот Джилио. Акцијата за извлекување на бродот е уникатна во светски рамки. Тој беше половина потопен откако пред 2,5 години по грешка на капетанот бродот удри во карпи и се преврте на едната страна. Во несреќата загинаа 32 лица. Сега во бродот ќе се бараат остатоците на индискиот келнер, чие тело никогаш не беше најдено. Коста Конкордија е 2 пати поголем брод во однос на Титаник. Бродот беше влечен 280 километри до неговата финална дестинација. Таму тој ќе биде демонтиран. Сега конечно можеме да издишеме со олеснување, рече италијанскиот министер за животна средина Џан Лука Џалети. Италијанската влада и населението во околината на островот Джилио имаа грижи во минатите години, бидејќи постоеше стравување дека бродот ќе се распадне и од него ќе излезе отровен отпад. Тоа не се случи ниту при последната пловидба на Коста Конкордија кон Џенова. На конвојот со експерти кои го следеа транспортот на бродот во пловидбата пред Џенова им се приклучила и група делфини, но последното патување на бродот не поминало без проблеми. Силниот ветар ја попречувал деликатната операција. Бродот во Џенова треба да биде поделен на 3 дела пред да биде размонтиран. Неговото приближување кон овој италијански град натера
мотивира многу љубопитни локални жители и туристи да ги следат последните метри од неговото последно патување. Во моментот на несреќата во јануари 2012 на него се наоѓаа 4229 луѓе од 70 земји во светот, меѓу нив и неколку македонци. Фондот за здравствено осигурување ќе им рефундира средства на лицата со ретки болести на метаболизмот кои набавуваат посебен вид храна, односно нутритивни производи. Оливера Михајловска. Од следниот месец Фондот за здравствено осигурување за лицата со ретки болести ќе обезбедува повеќе нутритивни производи. Ја прошири листата и воведе нова група нутритивни продукти на товар на здравственото осигурување. Посебни видови на брашно, млеко и масло за јадење, кои што представуваа основна исхрана и лек за граѓаните со ретко заболување на метаболизмот, без кои сериозно ќе им се наруши здравјето. Компликациите кои произлегуваат од внесувањето на несоодветна исхрана, покрај влошувањето на здравјето на лицата, доведува до зголемени трошоци на фондот и општеството. Тие ќе имаат право на безпротеинско брашно и безпротеинско млеко, нов вид на хипоалергено млеково прав и масло од средноланчани триглицериди. Поволностите за ваквиот вид исхрана ќе ги користат околу 300 осигуреници со вакви заболувања. Според пресметките на фондот, на овој начин лицата со ретки болести ќе заштедат околу 35.000 денари месечни трошоци за овие производи. Овие лица и нивните семејства се изложени на месечен трошок од 4 до 35.000 денари за храна, односно 4.000 денари за безглутенското брашно, 20.000 денари месечно за безпротеинско брашно и млеко, околу 10.000 денари за хипоалергина формула на млеко со 55 до 80% на средноланчани триглицериди и 3.000 денари за СЛТ маслото, информираат од фондот. После 1 август, со фискалната сметка за купениот продукт, ќе можат да бараат рефундирање на парите од фондот за здравство. Ќе се важат и сметките за купени производи во странство, бидејќи дел од ваквото млеко, брашно или масло не се продаваат во Македонија. Согласно законот, фондот во рок од 30 дена треба да изготви решение и да ги исплати средствата. Според правилникот, еден дел од трошокот е партиципација која што останува на трошок на пациентот, а другиот дел го исплатува фонд. Летните денови треба да се искористат за максимален престој покрај вода, без разлика дали е во прашање море, река, езеро или базен. За жал, покрај уживањето постојат и оние помалку убави страни на капењето во базените и другите места, за кои треба граѓаните да знаат и да се заштитат. Маја Богоевска. Повеќето сакаат својот летен одмор да го искористат покрај вода, било тоа море, езеро или крајна варијанта базен. Но покрај уживањето и рекреацијата треба да се обрне внимание на некои работи на кои ретко се помислува кога сте на одмор. Иако се оди на одмор токму да се релаксираме и да се избегнат секојдневните предизвици, сепак треба да се внимава на се, особено ако се оди на одмор со дете. Кога се доаѓа во контакт со вода, треба да се знае дека има неколку ризици, физички во кои спаѓаат опасност, повредување, сончаница и слично, хемиски ризици, односно присуство на хемиски материи во водата и микробиолошки ризици. На што треба да бидете предпазливи? Да се почитуваат хигиенските правила при капењето во базените, туширање пред влегување во базен, поминување низ дезобариерата, односно базенче со течност за дезинфицирање на стапалата, користење санитарни простори и миење на рацете после тоалет. Треба да се внимава, особено децата, да не влезе водата во уста и да се проголта при капењето во базен, езеро или на други места за капење. Треба да се избегнува да се гледа во водата без очила или маска за пливање, а по излегување да се измие лицето со чиста вода. Да се избегнува скокање, туркање под вода и постојано да се наблюдуваат малите деца додека се капат или играат. После излегувањето од вода, пожелно е да се истуширате со чиста вода, а дома повторно со сапун и топла вода. На базен или на плажа да не се оди бос, задолжително да се носат плечки кога одите под туш, во тоалет или кога купувате сладолед. Она што е најбитно е да користите исклучиво своја крпа, а изнајмувањето лежалки и душеци задолжително да ги покриете со својата крпа. Избегнувајте седење на плочки, туги крпи и на голи лежалки. Не седете на влажен песок поради можно бактериско паразитско загадување на брегот. Информирајте се за нивото на ризикот по здравјето на капачите врз основа на лабораториски анализи на стручните надлежни центри за јавно здравје. Зошто граѓаните избираат летување во Грција наместо во Охрид? Според туристичките агенции за исти пари се избира море наместо езеро. Оливера Михајловска. Многу не е за накапење, ама лето е и време на годишни одмори. Джебот на македонецот, таков каков што е, стокмен е за најмногу 10 дена за 4-члено семејство. Парите се тие, ама прашањето е каде за тие пари, на море или на езеро.
Посебно изразена е оваа дилема за битолчани кои на 2 часа пат ги имаат и Охрид и Грција. По веб страниците се среќава податокот дека во јули 100.000 македонци ја минале грчката граница, а само 600 македонци отишле во Охрид, вбројувајќи ги и оние кои имаат стан таму. За да видиме зошто е состојбата ваква, ги прашавме битолските туристички агенции. Ние сме направиле многу анализи, кои не само ние како фирми, туку треба воопшто и надлежните органи тие да ги направат анализи, зошто луѓето одат најмногу во Грција, првенствено тоа морето. Значи, луѓето заради здравје, заради убавините кои ги пружа тоа море, одат на море. Жалиме што ова сезона е таква како што е, и пак е тоа поврзано со времето. Значи, основна грешка во тоа што се работи во Охрид е што се форсира како капачка дестинација. Значи, Охрид треба да има многу различити профили на гости за да не биде празно. Тој културниот туризам, религиозниот туризам, младинскиот туризам кој во Охрид беше многу популарен, но заради одредени фактори, за жал, последните години го снема, можда е на половина, го изгубивме српскиот пазар. Вистина, може би времето не помага, ама времето е такво какво што е. Значи, и во Грција може би врни секој втор ден, така да не е страшно ништо. Дури 85% од нивните клиенти се патници за Грција, независно дали за време на летните одмори или на еднодневни или неколкудневни аранжмани. Велат го нудиме она што се бара. Заради проста математика, прашавме, за колку пари 4-члено семејство летува во Грција 7 дена, а за колку во Охрид? И различни типови на сместување и различни дестинации. Значи, 4-члено семејство во Олимписка ривиера може да летува за 400 евра, 7 дена правиме муавет. Додека на Халкидики, значи просек се движи 600, може би 700. Додека пак со храна имаме и со некои нискобуџетни хотели кои ги имаме на понуда оваа година и многу добро одат. За околу 700 евра 4-члено семејство во скромен хотел може да летува 7 дена. Во Охрид исто имате различни типови. Значи, ако ги земеме тие 4-звездни хотели, кои се малце, или пак 3 звездици хотели, математиката малте не е иста. Значи, Охрид може би за некои работи е поскап, ама кога ќе направи споредба дека за истите пари ќе одат на море и се одлучуваат да одат на море. Не само ваквата понуда, туку и онаа само со сместување во Грција се врви со 400 евра, а во Охрид во апартман чини 40 евра ноќевање. Митревски додава дека сепак морето е пресудно за одлуката, но и принципот на менаџирање, во смисла уште од 15 мај почнува летото за нив, кога цените се дури 40 евра за 7 дена во Грција и развлекувањето на цената во 4 месеци се доаѓало до добра понуда. Начинот на плаќање со картици, на рати, преку фирми е дополнителен стимул да се види нешто повеќе од Охрид. Граѓаните да внимаваат на хигиената препорачуваат од Центарот за јавно здравје во Битола. Редовно миење раце и немечење на сурова со готова храна. Ова се дел од препораките за заштита од бактеријата листерија. Маја Богоевска. Бројот на заболени од листерија го активира алармот, велат од Центарот за јавно здравје Битола. Последните години немало изолирани случаи или пак бројот на изолати бил многу мал. Меѓутоа нема место за паника, со оглед на тоа дека се движиме во оние, ајде ги речам, европски или светски бројки, рамки на инциденца, значи појавување на листеријата, која можеме да кажеме една од ретките зоонози, ретко заболување, со инциденца значи од 2 до 10 случаи на милион или 0,3 на 1000. Баш и нашиве случаи се движат во тие рамки. Меѓутоа, алармот секако мора да се подигне на повисоко ниво. Со оглед на тоа, Министерството спроведе за здравство активности, Комисијата за инфективни болести заседава веќе од 10, можем да кажам скоро секојдневно, бара информации, нови со цел да се најде поврзаноста на овие случаи, да се најде причинителот евентуален, значи не станува збор да потенцирам за никаква епидемија, тоа се нормален број случаи кои би се изолирале во било која европска држава и ги има. Има висока смртност на 30%, од 80-тите години од минатиот век представува јавен здравствен проблем. Има сезонски карактер, има и висок процент на хоспитализација. Има неколку начини на пренос. Значи може да се внесе перорално, што велиме, преку уста, преку загадената, значи
храна е доволно термички обработена, млекото и производите кои ви ги наведов, свежо, неизмиено овоше и зеленчук, потоа од мајка на дете, и тоа е едната од манифестациите клинички ќе ги спомниме, значи од мајка на плод, и тоа при раѓањето, преку плацентата првично, меѓутоа и преку раѓањето од родилните канали. Потоа едно од начините е аерогенос, вдишување на тие излачевини. Хематофагно преку некои инсекти може да ја пренесат и преку оштетена слузница на устата секако. Во најголем дел од случаите се манифестира како лесна инфекција. Со болки во мускулатурата, со болки во стомакот, со неколку проливи и така натаму, која за среќа поминува, значи не кај сите, не завршуваат сите летално, не завршуваат сите трагично и така натаму, меѓутоа доколку навлезе во крвта, значи доколку се јави бактеријами или сепса, ги напаѓа некои органи, посебно е атакиран централниот нервен систем, каде што се уват овие што ги спомнав менингити, менингоенцефалити и така натаму, кои имаат висока смртност и над 80%. Исто така, една од ризичните категории, рековме, се мајките, значи бремените жени, во кој смисол, значи тие можат незабележено кај нив поминува како инфекција, така беше и со смртниот случај кој го имавме на новороденото, предизвикуваат предвремени раѓања, предвремени пораѓање, предизвикуваат мртвородени и абортуси и така натаму, а доколку се роди, значи, новороденото, предизвикуваат сепса на плодот и со висока леталност над 90%. Она што како превентива треба да го направат граѓаните и да обрнат посебно внимание на хигиената. На рацете пред секој оброк, внимавање на иста даска, на иста работна површина, тоа гостителите добро го знаат, меѓутоа добро и домакинките, и да го знаеме и сите во своите домови, не мешање на сировите производи кои ќе спремаме со готовата храна на иста работна површина, мијање на ножевите после секое конзумирање на, значи, преработка на сирова храна и така натаму. Во однос на она како ја складираме, обавезно е, значи, складирање на ладен ланец во исхраната, односно секое спремено јадење, секое сготвено јадење, после овладувањето да се стави обавезно во фрижидерно одржување, имајќи во предвид. На клиниката за инфективни болести во Скопје кај уште едно лице е лабораториски потврдено присуство на бактеријата листерија и со дијагноза менингоенцефалитис, тој е во критична здравствена состојба. Сега да видиме какво време не очекува во следните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Довидување.